Сега Иво, здраво. Чао, да. Вака официјално. Сега камерманот ќе се фати у кадар кој ќе пројде позади мене. Само да ти се заблагодарам што дојде. И само ќе ми отстапиш една минута да се заблагодарам на луѓето, иначе тоа што не ти го кажав е дека оваа епизода денес е во едно 3 години од првата епизода која ја направивме на каналот. Јубилејно. 78 или 79 си ти. 3 години од првата епизода, значи првата епизода излезе 5 јули, ние снимаме 23, сега да видя скоро серијал. И таа беше снимана исто така 2-3 дена претходно. 25 јули вие гледате во исто време излезе првата епизода од Next Gen. Гостин беше Марко Тасевски. Едно вака на кратко фала за сите што не гледате 3 години, веројатно некои од луѓето што ќе гледаат ја гледали таа прва епизода со Марко. Значи поддршката, гледаме да носиме квалитетни гости, се трудиме и во ќе потврди дека се трудам да обезбедам муабети, да и пред разговори се да навлеземе максимално што може у теми што ви интересираат. Тоа е на кратко, да не дужам многу, да не. Па и професионално. Да. Па и професионално нема муабет. Иво, се уште еднаш здраво. Извини вака што не ти го најави во овој момент, ама Ако нема веза, баш ме че супер. Супер, честито. се погоди. Така искрено кеф ми е што си баш ти. Честито, аз. Како си, дали те прашав? Те прашав Супер, веројатно. добро, сегаш. Долг ден, ама тоа е да. Стандардно. Ми спомна ти дека прв пат си на подкаст? Да, ваква професионална продукција дефинитивно. Имав заборавено, имав гостувано 2-3 пати на геймерскиот подкаст GGMK. Ама ти ми се пријатели кај Гораст, да, ти ми се пријатели ме 15-20 години и не ги доживам официјално, да, кога дојав кај другарица тука да направам муабет и само беше таму официјално вака прв ми, да. Сега како обично гостите мои што идат повеќе некако улоги имаат у животот и ти и од многу улоги си излезен, сега си во нови некои улоги. Како се представаш ти некој кога ќе те праша да се представиш? Исто си предаваш и на факултет? Да, размислував многу преска како претходно се представав и во инженер, IT, компјутерски научник со гоен правам, да. Повеќе понуката компјутерска, ама пак со компјутери цело време. Али во последниве сигурно 6 години се сменија доста работи. Така да мислам дека веројатно треба да кажам дека сум геймер и тоа е тоа. Душко, знаеш како те представи? Ми вика ова е најголемиот гейм ентузијаст, вика што можеш да го донесеш у подкаст. Да. Значи тоа е некојаш. Со тоа што малце другачи им навлагам на игрите, значи секако ги играм заради забава и видео игри, друштвени игри, ама им навлегувам од други аспекти, многу ме интересираш од секогаш како се направи, како луѓето ги прават. И секогаш учев и пробував и јас да направам, така да последните 6 години си на професионално ниво работам во гейм индустријата, видео игри мобилни и друштвени игри, со тоа што тоа сега би требало да стане по професионално периодов. Во комјунитито на друштвените игри сум многу активен и организирам многу такви настани, а исто така најстабилна професионална работа во моментот ми е професор сум на University of York, европскиот кампус што се наоѓа во Сол. Тоа веќе 11 години, 11 академски години го правам, сега ќе почнам септември 12-та и така натаму. Така тоа ми е главната окупација сега, а другата се ми е некако поврзано со игри, дали ми е игри како. Таму што предаваш? Таму предавам повеќе предмети. Во моментов се 3 предмети сигурно, 4-5 зависи како ќе бидат годините, али најмногу предам на магистерските програми. Така и влегов во 2015 му доаѓа ствари веќе 11 години, во 2015 година така влегов како алумни, тогаш беше Шефилд, се викаше факултетот, сум беше афилиран со Шефилд, сега се сменија во Јорк, пак се истите луѓе вработени. Јас тоа имам завршено, така јас бев алумни и бев еден од луѓето кои што се уште беше во контакт со академијата таму, али бев од индустријата. Има идеја да направат индустријски магистерски програми и им требаше некој што е од индустријата во моментот, ги знае технологиите, трендовите и работев со професорите таму блиску на креирање на тие долги програми. Мислам буквално магистерски смерови. Тоа мислам кога викам програми. И некои предмети ги предавав јас. И со тек на времето почнав со 1, 2, 3, па после почнав да предавам и на додипломските на трета година. Можеш малце поблиску микрофонот? Океј. Толку, да. Се прашував дали некогаш кога дојде гостин што потивко збори од мене, ти го дови сега тоа. Јас сум многу гласен и цело ми беше многу гласен и така пробам да бидам тивок некој да го сопуштам да ми се чисти мозокот. Подкастот сите како не постои потивок човек ми. Да, може би многу гласен, поготоа ќе ми се ќе видам така нешто внесено на некоја тема, ама периодов надевме така малце поле. После во постпродукција ќе се појачам. Те прекинав, извини. Така да, сега моментално предавам на магистерски програми, тој што најмногу имам модули на таа програма се вика MSc in Software Development и ова се бајќи озбилни програми акредитирани од British Computer Society и од IEEE, тоа се
два органи кои што акредитираат компјутерските програми на сите светски универзитети. А интересна е програма многу дека е направена како одговор на тоа што се случува во индустријата и е направена за професионалци што работат во други смерови, не во компјутерски науки, и е 2-годишна програма која што ги внесува во основите на компјутерските науки. Така се базични основни предмети, основни во објектно ориентирано програмирање, системи на бази, мобилно програмирање, архитектура. Да, архитектура, да, ќе кажав ти ја што ги предам, да, секако архитектура, мрежи и така натаму. И исто така држам побајаги последниве години магистарски тези, ментор сум за магистарски тези, студенти со мене заедно ги прават магистарски тези и понекогаш и додипломска, но тие ми се во втор план, им давам предност на студентите на магистрите, така имам капацитет од околу 10 годишни, не можам повеќе 10 годишни студенти да ги поддржам. Иначе се пополнуваат магистерците, ама ако остане тоа им даваме додипломци некоја теза и така имам цело време некои студенти кои што нешто работат, дури да не предавам, предавам во executive mode, пошто е executive master само викенди. И предам секој втор викенд. Има часови секој втор викенд, всушност. Тоа онлайн или отпатуваш ти? Период последниве 2-3 години оваа програма која се направи, оваа е исклучиво онлайн. Со тоа што пак се од околината од Балканот, но не се преселуваат физички во Солун заради трошкови економски, а и фактот дека работат. Значи оваа е направена за луѓе што веќе работат, имаат професии, да не ги остават. Например, аз кога бев на магистерски, да не работев, бев млад и може да живеам во Солун. На истиот факултет, така ти точно спомна дека си алумни. Само тогаш беше Шефилд, да. Значи факултетот се вика City College и имаше 20 или 30 можеби години афилиација со Шефилд и одпред корона време беше 100% што не е таму кога најавија, го сменија партнерскиот факултет, да, од Шефилд во Јорк. Други програми сакаа да месуваат, Шефилд беа малце по-стрикни за некои ствари, имавме само три технички катедри имаше компјутерски науки, психологија и бизнис. Сега отворија и право, отворија и право се со универзитетот во Страсбург имаат заедничка програма, тоа личи најбајаги кул програма. Јазици отворија, англиски јазик и книжевност, мислам некој такви работи, така тоа им беше. Се проширија многу, да. Се проширија бајаги, сега. Бидејќи доста актуелен на факултетот таму, нели? Да. Значи, исто така, се ова не ги знам деталите зашто како што менува, знам дека лани добија статус, пошто се приватен факултет, ама нивната диплома доби статус како државен факултет. Мислам дека не треба после тоа се нострифицира и така нешто, и тоа беше многу биг дел за факултетот Ептен. И дури зема 50.000 квадрати нов кампус во близина на Солун, има сега милион студенти, играци и све и така натаму. Интересна работа академија, мора признам ме исполнува. Викендите кога предавам се турбо, значи имам по 8 сати узастопно и сабота и недела на страна од понеделник до петок работи и наредниот понеделник се продолжува. И личи дека треба да бидат исцрпувачки, ама секогаш излегувам од часовите полн со енергија. Не знам зашто. Значи, тоа е секогаш, значи нешто што те полни и колку и да е напорно, имаш бенефит на крај. Нешто од друга страна да е 15 минути. Само еден студент ми треба што ќе има интеракција со мене. Пошто природа е таа, има често незаинтересирани студенти. И на нив е најтешко да им предаваш. Да, сега ми треба само еден што ќе го интересира, ќе видам дека го интересира и ќе се помачам повеќе знаење да му предавам такви работи, само е ми доволно за да после тоа се чувствувам исполнет. Така и све среќа до сега сум имал барем еден обавезно секоја група, така да. Барем еден сум имал обавезно, да. А дали од стартуш ако почне одма се пронајде тоа некој пренесување знаење, како гледаш на сето тоа? Има некоја магија во тоа? Да, вака не е сигурен дека сакам. Мора признам дека во тој момент тоа беше почетоците кога сакав да правам ја гейминг студија, ма не искочи и работа фриленс. Супер работа фриленс, амерички фирми, супер беше, било кое време, млад, колку имав тоа 20 нешто години. Која генерација си ми спомнати? 87 сум. Да, што ако било пред 11, сега 38, 27. Млад, се сметав за млад, уште сметав за млад јас. И ми беше окей, ајде, добро, викам не знам ништо, не знам да предавам јас. Окей, го знам и голем знаењето, ама го немам академскиот стил на предавањето. Мора признам дека на факултетот кај што учев јас на Шефот има стварно топ ноќ професори што знаеа многу добро да предаваат знаењето, да се фокусираат, да идентификуваат кај треба ти помогнат, да те бутнат повеќе како треба. И малце се чувствував така дека ќе ми биде тешко да им ги пополнам нивните чевли секако, уште не сум таму, немам уабета, далеко сум. Ама ми беше малце, имав многу голема трема и менторот што ми беше на студиите додека бев таму на факултет, и пријател, сега веќе 20 години пријател, инзистираше, вика нема гале пред година, ќе те обучам, на секој час ќе сам со тебе, ќе ти помагам, ќе правиме програмата заедно. И стварно така беше и не знам,
викам бев млад, викам ајде ќе идам у Солун секој втор викенд, што има веза, супер ќе ми биде. Убав град, ја таму имам многу убави спомени, супер ќе се проаѓам, ќе се видам со пријатели, така. Ти седеше таму за магистерската? Да, јас и дипломски и до дипломските и магистерски 4 години живеев во Солун. Да, 4 години живеев во Солун. Само магистерските. 4 години. И после тоа пробав и докторат, ама не успев. Спомна дека ти е на холд. Да, ради фамилија. Не знам како е статусот сега таму академскиот, ама мене исто ме да. Така да не бев сигурен дека ќе ми се свиѓа тоа, дека ми се допаѓа предавањето, али ти викам после првите неколку часа онака имаше кога имаше луѓе што стварно ги интересираше тоа што им го предавам. Прашуваа повеќе на паузите, правевме муабет, идевме заедно, па што цел ден сме на часови, имавме и ручек паузи, имавме такви работи. После тоа ми праќа мелови до ден денес, ми стигаат мелови на LinkedIn и нешто онака од некој што ми бил студент пред 5-6 години за совет како нешто направи понатаму дали во тоа што сум го предавал или понатаму во кариерата. И тоа сватив дека ми исполнува и реков, ќе викам наредна година пак доаѓам, нема проблем, идем. И така почна ми даваат повеќе предмети. Кога беше една првата година само еден предмет имав. И се ослободив и дури ми остави професорот сам, не ми доаѓаше на часовите, немаше гале и супер. Кога треба да ги спрем часовите, викам, зашто пак кога го правам, тешко ми е, ама ќе дојде денот кога предавам и ми е супер. Признам е супер, да. Значи вреди тој напор дефинитивно. Да. А што е тоа кај пренесувањето знаење, некои лекции што ги дали оно вистина демек често знаат луѓе да кажат дека ако сакаш да станеш нешто многу добар, кога почне да учиш некого за тоа. Држи ли вода тоа или е Instagram quote? 100%. Да, не како беше, не знам. Може да имаш нели едно исто ако можеш нешто бебе на дете нешто така да. Значи муабетот е кога јас исто тоа сега на керка ми зборевме околу учење такви работи и викам окей, значи добро да го прочиташ, ама после за да научиш нешто треба да го правиш, да го повтораш повеќе пати. И мислам дека кога предава знаење на некој ултимативниот тест, пошто треба да покажеш дека всушност си го интернализирал знаењето, го разбираш доволно за да можеме да го предадеш на некој што ги нема истите презнања можеби за тебе, од тебе, треба да направиш аналогии што истото искуство знаењето, да. Го нема истото искуство, и ќе треба на лице место да смислиш некои аналогии други што него ќе му бидат поблиски за да може полесно да го разбере тоа знаење или темата. И кога доаѓа тој момент и тоа можеш да го направиш, ја мислам дека навистина си го разбрал тоа што сакаш да го тој дел знаењето, значи тоа што сакаш да го пренесеш, вистински го разбираш и може на било кој да му го пренесеш без разлика со било која аналогија што ја правиш. Да, многу специфично, стварно еве јас сега баш гледам дечките што ги запознав исто така практиканти на подкастот почнаа сега да учат се околу ова што се случува тука и многу е некои работи на пример кога ќе ги забележиш еве подесување на камера, ти ја подесувам, нели спомнавте си денес трета година од подкастот, ја уште претходно 5-6 години исто со видео. Значи 100 години ја подесувам, ама кога ќе му предочиш на некој како ја подесуваш и зашо ја подесуваш, кога ти се отварат и тебе уште 5 прашања у глава, као стварно зашо е ова? Мислам дека зошто е правото прашање. Да, ти знаеш го подесуваш и тебе веќе сека нече што се вика, значи го правиш, знам дека ќе работи и така дале, да. Си брзо 5-6 години, не си застанал на темата. И се треба да зошто во оваа ситуација вака треба да се направи, кои се критериумите што влијаат на таа одлука во моментот. И ти се сврзува знаењето од искуството, што претходно не си ги врзал само тие неврони и сега ти се врзува што натака веројатно е супер. Сега многу 15 минути за академски теми, а ние ствари за гейминг треба да збориме. Академијата ми беше меѓу првите љубови, како сега јас многу такви, тоа со пријател баш правев му беше заеднички со Дуле, така многу сум сега во игрите, така и внесени, например, во друштвените игри постојат многу милиони игри, јас некако сите што постојат сум чул, ги знам и така некои работи. Си некој период од животот кога се обседнувам со некоја тема и многу детално истражувам и го живеам тој период. Сега гейминг ми треба најмногу, мора да признам, така имаше еден период со музика, сум се уште многу слушам музика, пуштав музика, бев диџеј, ме интересираше диџејскиот свет. После беше академијата, дојкав на факултет, многу работев на академски истражувања, пишував трудови, такви работи, повлегов во индустријата, па трендови, конференции, идев на предав некои конференции, пробав да измислам некои нови библиотеки, нови алатки што би ги користеле другите мои колеги. И сега моментално сум во оваа обсесија игрите и тоа трае доста време. Board games, да, и видео digital games, mobile games, така натаму, ама да, по последно време е дефинитивно board games. А како гледаш брат на тоа? Еве, јас сум сличен човек, на пример, што влегу во периоди кај што го интересираат работи, знаеш, луѓето често некој кога ќе ми каже, ја почнав година да свирам гитара, на пример, ми текна рандом и се навлегов во тоа и као за 3 месеци почнав и да свирам и да пеам, а бев тотален, као татко ми е музичар, брат ми програмера, ама многу талентиран, апсолутен слух за музика, ја бев антиталент.
Иако завршив нижо музичко, ама стварно бев тотален антиталент и сега навлегов за 3 месеци почнав да свирам и да пеам, што беше као ненормално и тоа е за луѓе, не знам, некојаш као чудно име некој така што влегува у фази што дали е тоа? Не знам како да го објаснам, мислам, мене мора да признам како сте време, нели све слободното време е лимитирано и баш си го бирам на што ќе го трошам. Така да многу намерно одбрана ми е дека слободното време ќе потрошам јас да прочитам нешто за играва, да ги следам вестите, да видам што пишуваат на форуми. Потреба за конструктивност. Па да, конструктивна забава, тоа е еден од делот, мислам, друштвените игри се некоја конструктивна забава, мислам нека сме стари, него врските што ги имаме во животот дозволуваат да мора да се насочиме на слободно време нешто да правиме, барем ја така се чувствувам, за да извадам нешто повеќе од тоа, а да не скролам Netflix. Мислам, можам, имам такви вечери, вчера тоа ми се случи. Или да седиш у кафана можеш. И тоа исто не муваме, да. Така како дојде ова некако природно се случи, не знам. Јас цело живот некако сум со друштвени игри околу мене. Има едно култно место во Скопје се вика Гоблин друштвени игри. Не знам дали сте чуле за тоа, сега славе 25 години баш пред неколку месеци во лабораториум, 25 години славе роден ден. Јас во Гоблин друштвени игри доаѓам од 3 дена од кога отвори. Значи буквално во Буњаково СБ јас учев тоа основа во Песталоци, беше крај на моето 8 оделение и од после школа секој ден одев таму, дали игравме, дали правевме увид заоди што не интересираат и мене моменталните lifelong пријатели ми се некако искочени од Гоблин друштвени игри. Така дури да не сум бил инволвиран, сме играле друштвени игри, не дека сега сум почнал да играм, но сме играле така опуштено, ќе седнеме со пиво, гриц и не сме. Па сега се договараме, например, јас не сум како Душко, например, секоја среда игра друштвени игри со друштвото, да. Јас немам таков фиксенски распоред, ама гледам да видам барем еднаш неделно. Да, значи сакам еднаш неделно, имам луѓе со кои што ми се стални луѓе и сега ќе почнам се јавувам. Ти можеш, не можеш, ќе најме ден и обовезно еден ден, една вечер, 3-4-5 сата, играм обовезно една игра, барем се најме да имаме две ако стигнеме, така натаму често се долги игри што ги играм. Така да тоа е делот што го правиме, а другото баш со Кирка ми се смееме, се сеќавам кога бев мал, моите кога гледав вести, не вика гледаме вести такви работи, јас исто така гледам вести, ама не гледам обични вести, но гледам board game вести. Буквално секој четвртак во 3 сата, знам на каналот на YouTube ја ни скачаат и така сме Киркаме да се потивка, тато гледам вести и ги гледам board game вестите. Што се случува во индустријата и така натаму. А која е магијата у board games ако мораш онаку две реченици да кажеш, бидејќи брат ми игра доста board game, мислам сега board games Monopoly важи исто така за board game, не љути се човече. Да, таму сме почнали почнали сите. Тоа супер феноменално, топ ми е. Ама таа поголемата магија ти имаш десно после ќе навлезем малце да фатим за каретира, имаш и баш голема и кариера и искуство сек да си прошол, да не ги оставиме луѓето и без тоа. Ама осеќам дека највише за board games ни се збори некако. Која е таа магија што има board game-от? И тоа е што ти кажам право, не луѓето, моментот на карактери. Мене од таму ми дојде, од пак ќе кажам Гоблин друштвени игри местото, сакаш да поминеш повеќе време со тие луѓе и сме иделе да кафани, сме искачале журки, пак сме сееле, нака рандом било што. Али е некој мал интелектуален предизвик што ние секогаш некогаш сме го имале со друштвото. Значи од работи кога не знам дека се сетам што има во филмот или така нешто такви работи, така сме ни требало некој интелектуален предизвик. И извини, проверив дали снима камерата. И некако малце е escape from reality, мора да признам, пошто во кутија брокемски видиш вака има супер слигички, а само кутија, ништо повеќе. Ама ги отвориш и ќе почнеш да ги вадиш компонентите, да ги дрежиш на масата и кога ќе ги наредиш на масата, тоа може да биде не знам нешто фантастично да изгледа. Значи може би нешто просто на луце човече на табла неколку делчиња и коцка, или може да биде онаков, не знам, као неоприн плеймат, како мауспад огромен, па со патишта, па со делчиња, со 3D фигури, 3D миниатури, карти, милион дел, значи буквално ќе го видиш и ќе се изгубиш. И ти дава 2, 3, пола сат, 15 минути, зависи од типот на board game. Малце escape од тоа што си, не дека ти не ми треба, ама како некој влегуваме во друг свет устари, да. Значи тоа е кутија друг свет. И сега ја имам, не знам, 300 board game, не е тоа најголемата колекција во Македонија инаку, не е најголемата. 300 имаш? Ја имам 300 нешто, да, ама пак кажам, не сум најголемиот колекционер на board game во Македонија и пошироко, тоа е нашиот познат глумец Александар Микич, мој пријател исто, тој има огромна колекција. Да, Александар Микич. Сериозно он? Да, со него. Никош не би претпоставил дека е. Знам. Знам многу луѓе не. Со него се дружиме не многу долго време и всушност заедно работевме на играта. Играта ми има правена со него и со еден од собствениците на Голем друштвени игри, ќе збориме подоцна за тоа.
и буквално отвараш една кутија и влегуваш во друг свет. Значи денеска ќе бидеме барони во 1850 и ќе развиваме железници низ Америка и ќе сакаме да максимизираме профит. И таква има сигурно. И има секако, да. Или денеска ќе бидеме каубојци на Wild West и јас кидам ќе се коцкам, ти кидеш ќе ограбуваш поштата, а ја кидам ќе одгледам крави, убаво ми е тоа. Значи има и такви игри исто. Има ќе тераформираме планетата на Марс. Ќе правиме подземни градови под вода, пошто земјата еколошка катастрофа не може да се живее. Ќе влеземе во светот на Lord of the Rings. Значи сите вие и фантази, sci-fi, сакви IP, не знам, по книги, по филмови што се скочени. Ако се доволно популарни, сигурно има борди, значи ќе влеземе во светот на Lord of the Rings и денеска јас ќе бидам Fellowship-от и ќе контролирам Гандалф, Арагорн, хобитите и така натаму, а ти ќе бидеш Саурон, ќе контролираш орките и Саурон ќе прави да ме спречиш да раскрешам прстенот и ќе се случи друг наратив. Значи ние го знаеме филмот и книгата што се случи, ама некој играчи ќе изградиме друг наратив или друга приказна. Сега е исто едно од подобрините ја што ги гледам кај борд геймови, значи или самата игра ќе ни даде некоја приказна, или самите играчи ќе си направат некоја приказна своја, кога ти во последен потек вака направи па ме зезна и така натаму. Тоа карактери разни. Да, и се случуваат ривалства исто. Со Дуле сме големи ривали, например. Со Дуле кој игра многу озбилно, значи не може така да седнеш, он игра да победи, тука епте некомпетитивен човек, така да има и така, и со деца си играм, значи и со керкамен 5 години играм, со помали дечиња сум играл, кога сум бил дете сум играл исто, се учи преку борд геймови. Значи секој сценарио има за некој нешто. Да, има историски борд геймови што те учат за некој дел од историјата. Пример една што игравме сега последно време, сега Куба Либре учи за пучот на Куба. И со сите работи, сите тали други работи што не ги знаев, као историски факти, не те учи као нели лекција лектира час, ама нешто ако те интересира, ќе свати ќе дознаеш некој имење, после ќе одиш ќе си побараш сам, ќе си направиш ресерч и нешто ново можеби ќе научиш. Така да мислам дека тоа е тоа што ме привлекува, значи дека е кутија свет и отвараш, влагаш во еден свет друг, каков идеја за неколку сати, 15 минути. Има компетитивен дел, значи борд гейм може да се играат компетитивно, сите играчи против себе или кооперативно сите играчи заедно против играта. Во принцип јас преферирам компетитивни. Така не, компетитивен игра сум бил од секогаш. И така да ете некој мало ривалство леле ваму вези ново ќе направиме претходната среда се сеќаваш тоа што ми направи, па сега ќе видиш, така да има некој интелектуален стимул, не некој, огромен интелектуален стимул што ми треба понекогаш, така да така влегавме. А колку трае на пример некој највеќе борд гейм? На пример и Монопол не трае малце, тоа може да се игра. Монопол е бил подолгите и ризик исто, пошто тие се порано стари наводници дизајни, значи порано Пака нема Македонија, кај нас многу касно стигна борд геймовите, нема муабет, Ризик и Монопол се многу стари игри што ги играат во бели свет одамна. Не сум сигурен точно колку, ама баје, значи може да е близко 100 години. Има и постари играта. Во Азија имаат играни така натаму. И не било тогаш бизнес борд гейм. Значи, окей, трае многу ризик, ќе седнете, ќе прекинете, нема веза, не е битно. Ама сега толку голем е бизнисот на борд геймови што внимаваат на должината, исто на кутиите пишуваат колку отприлика ќе трае, внимаваат да не трае бесконечно многу. Има некои што специјално викаат, окей, ова трае бесконечно многу само за ваков тип на играчи. Ако седнете да играте у среда, има и такви играчи. Може ќе завршите у четврток. Има некои што 12 часа ќе играат цел ден сабота на пример. Има и такви, ама повеќето се направени да не заглавува толку и се има исто многу голем рейндж на време трајање и на тип и на комплексност на игри. Значи има игри што траат 10-15 минути само со карти, ќе ти обяснам за 2 минути. И има игри што траат 6, 7, 8 сати, од кои саат време сигурно ќе ти ги обяснам правилата на играта. И сега има играчи што играат и такви. Има играчи што се фокусираат на некој, така натаму. Јас викам дека има борд гейм за секоја пригода, така да јас гледам да бирам за пригодата. Ја малце време сме седнале со пијачка, ќе си играме кратка. Бога ми имаш и добра колекција за да избереш од 300. Да, колекцијата е рафинирана, оваа колекција се гради барем 10 години, така да сега мене пријател што сме игра да дам на многу игри Magic the Gathering, со него игра направи многу години. И пред 2 години така навлезе повеќе со на борд геймови, сега ги играм од моите игри. И тоа фе, брат, секој игра ти е добра, викам, да, ама оваа колекција 300 игри, викам, 10 години сум ја правил јас. Лошите викам си отишле. Сум ги продал, сум ги подарил, така да вие се биране, викам, сите една да знаеш, и ти покажам лоша игра, викам. Сите се добри, значи.
За мене и тоа што сакам, слични сме со тој пријател. Да, значи многу вкусови има, нели како луѓе сме различни. Кај ги чуваш брат, ти имаш цел плакар за игри? Скоро. Да. Не е баш плакар, ама да, скоро. Тоа е голем проблем. Шифонер. Па во место на шифонер е изградено биро кое што има многу полици со бордгемови, ама да, наместо шифонер у собата ми е биро плюс бордгемови, да. Исто и кутиите, значи има кутичиња малецки. Значи малецки колку шпилкарти, обичен шпилкарти 52 пијатник шпилкарти, така натаму има кутии големи, што ти треба 2 раце ги носиш, има кутии 13 кила, има ги прават. Така ти викам бордгеймери се многу во последните години исто на светско ниво има голем замав, имаше и голем прогрес во ширењето на светот на бордгеймови пред ковид, али во ковид беше една од индустријата која што имаше многу голем бум. бум. Дека 10.000 годишно излегуваат борд геймс. Не сум сигурен дали е 10.000, ама е многу голема бројка. Не ги, значи пак ќе кажам исто, нели има различни видови на борд гейм, има некои борд гейми што ги викаат мас маркет борд гейми како Monopoly и Cluedo, што направени за било кој што може да ги купи. Значи ќе ги види на Amazon, не треба влезе во специјална продавница за борд геймови, да речеме. Ќе ги види, ќе сретне во Веро на полица. Така има целта на поготово на американскиот пазар. И има друга страна се викаат хоби игри. Хоби игри се треба да сакаш да одвиш време и нерви да прочиташ рулбук, што може да биде 15-20 страни, да научиш некој да седнеш да играш и да нече се наоѓаат во специализирани продавници за бордгейми кои што е големи друштвени игри. Сега, за мас маркетот излагаат многу. Значи, веројатно таа 10.000 бројка се полни многу со мас маркет игрите, а вакви хоби игри излегуваат сигурно, не знам да ти кажа, пропоследно време многу голем бум, али излегуваат пари 1500-2 сигурно излегуваат годишно, тоа нема муабет. И сега баш се спремаме, има огромни саеми. Наредна недела се случува, се вика Gen-Con во Индианополис во Америка, тоа е најголемиот американски саем за игри и еден како деловите во годината кога излегуваат новите наслови, таму дебитираат, буквално ги најавуваат, имаат 1000-2000 копии, луѓе трчаат да ги земаат. Да, саем е огромен, хали се шеташ, место за играње, место за купување се полни со кутии, а европскиот пандан се вика Есен Шпиле, се наоѓа во Есен градот во Германија, и ваго на повторно идеме таму повеќе од 10 години, можеби. Ти одиш редовно? Не сите 10 години, јас сум бил, не знам, 4-5 пати можеби, ама имам пријател нешто секоја година, освен ковид кога не се случуваше, оди и тоа му работа, тој издавач на друштвени игри за тоа оди таму. И на Есен Шпиле како, не знам, најголемиот настан во светот на кој што излегуваат хитовите за таа година. Значи, ако има некоја јака игра што ги искочи таа година, обавезно дебито е на Есен Шпиле, нема муабет, се случува сегаш во октомври. Таму има 8 огромни хали, поголеми од нашиот стар саем, ако се сеќаваш. Значи, токави хали, 8 поголеми, има преку 1200 издавачи. И се секој издавач да издава само една игра, што не е тоа ситуацијата, издаваат 2-3 и така натаму. Во еден момент толку дебитираат игри на едно место и го посетуваат тој саем 230.000 луѓе. 230.000? Да. И тоа 230.000 луѓе, пошто не дозволуваат повеќе заради безбедносни причини, нели, Fire Hazards, така натаму. И да го сигурно сум дека би продали повеќе карти него тоа. Јас бев последен пат пред 2 години, лани не бев, лани ми се роди вториот син, за тоа не отидов, беше бебенцен. Али пред 2 години кога бев јас, 200.000 беше капацитетот, се распродаде за месец дена и не можеше да се влезе внатре. Колку е карта? Се сменија се цените, за сите 4 дена мислам дека нешто помалку од 100 евра се сите карти, може да се бираш кој ден ќе одиш, ќе влезеш. Што е сериозен бизнис таму. Да, бордгеймот има станал сериозен бизнис, тоа што пак е мислам дека бордгеймот е adjacent, бизнисите повеќе има профитираат, пошто самиот процес на издавање игри ти пласираш физички продукт за кој што ти треба пари да го произведеш, да го донесеш, да го чуваш во магазин, така да маржите им се помале со ако не е на голема скала. Али бизнисот расте, да. Значи да викам после ковид кога беше нели период идевме дома, што ќе правиме, ќе редиме сложувалки или ќе играме друштвени игри, сложувалките лом направи. И луѓе видоа дека да, и сложувалки лом направи, да. И видоа дека луѓето дека е супер видна забава, што е прво социјална, а второ исто родителите, поготово мислам пак што ги среќа мене што се правам увет со мои пријатели така натаму, ги тргат децата од екрани. Значи,
Децата секако, јас исто сум пораснат со екрани, јас сум бил залепен од телевизор, сум играл Nintendo. Ама пак било тоа моце поразлично него тоа што го прават со телефоните. Подруг е екранот. Подруг е екранот, а исто така било нели Помалку. игрите ги прави различно, една игра, немаше таму ќе добиеш играш 3 месеци, немаше 6000 игри или YouTube да гледаш 10 видеа или TikTok да скролаш. Многу помал стимул за мозокот. Таа игра ти си преш 10 у глава. Да, си размислуваш, се фокусираш на тоа, креативност има, решаваш тоа е дури проблеми. окей на тоа ниво. Да. А сега нели имаме Сега проблем е со луда екрани со работа. децата. И борд геймот се дел да ги извадат од екраните и да поминат време со фамилијата. Значи заедно со семејството ќе се на маса, продуктивно време за бондинг, за сплотување со фамилијата и пак има некои работи, може да се научат малите деца преку тие работи. Например, керка ми има една игра, дури на игра да само се пишува вака игра, забава све и можеби малце ќе научиш математика. И навистина во ниси играта 2+3, 3+5 броење такви работи, 5 годинки има без да знае, учи некој нов скил, не се бориме за да седиме на екран и така натаму. И се надевам, ќе му ќе порасне дека нели кога ќе дадат речињата, после ќе рече ајде ние да играме заедно, ќе се на нив, ќе се дружат така и ќе биде. Ти имаш проблеми околу екраните, околу тоа со нив? Бај ги строго држиме, мора признам, не е насрекна, така да бај ги строго држиме, јас Како размислуваш на таа тема? се додека е умерено, е во ред. Значи све што е умерено е во ред, треба да биде умерено и треба да биде age appropriate. Значи тоа ми е многу важно, да биде age appropriate, дури значи не е дека сме без екрани, првите 2 години мислам или 3 бевме нула, освен ако не се гледаме со некоја фамилија од странство и така натаму. И после почнавме се контролирано со мене, со мајка и ќе седнеме заедно, ќе гледаме нешто, не се оние брзи црта, нешто само менува слики, нема нешто што не треба да размислиш. Играме заедно, значи ќе седнеме, ќе играме Switch и ќе играме Super Mario или нешто такво што е age appropriate, ќе биде интересно, ќе може и таа, ќе види Печурка, ќе види не знам Марио, ќе го види Луиджи, сега филмот Марио искочи, тој го гледавме, така да нема бегање. Умерено. Нема бегање, умерено, да, викам бајќи сме строги, да. Сега ќе нема некој голем пушбек, пошто од кога се роди така се договоривме дека така ќе го водиме тоа се околу екраните. И друштвени игри ни помагаат. Значи керка ми си има една политичка неизина со друштвени игри и обавезно барем 2 или 3 пати во неделата само ќе каже, тато ај ќе играме се ово, нема проблем, ајде ќе седнеме, ќе си играме. Идеме на одмор, си носи одна, она ќе си земе една друштвена игра, да си играме на плажа на пешкир. Важи, супер. Нема проблем, така да сега мислам дека не успева, се надам дека ќе го задржиме тоа. Секако во градинка, нема толку екрани наоколу. Главниот тест ќе биде кога ќе иде во школа, кога ќе имаат сите телефони така натаму, така да ќе види. Не знам, не. Се дека умерено. Таму е тестот главен. Да, се дека умерено, мислам дека ќе контролирано age appropriate. Значи тоа ми е многу важно. Најголемиот проблем мислам дека доаѓа до тоа дека гледа содржина што не е направена за нив. Значи премлади се, а немаат колку и да ставаме parental controls на телефоните, пак се промакнува, значи тоа се системи што ќе направат грешка, ќе се промакне нешто од екране. Например, рекламите во игрите. Да, кога ќе имам мобилните игри, можеби јас нашата мобилна игра монетизираше со реклами и многу време не ги давав да игра или ако играше пошто окей беше игра да може да игра, ги гасев интернет да не сервира реклами, пошто немав контрол на рекламите. Значи не знам како реклама ќе се пушти. Така заработуваат игрите. Нашиот бизнес модел беше таков, да. Hyper casual. Да, hyper casual ги правевме со кога сакаш, нема Ако не отидеме скроз, ама сега имам и board game долу, ама го направивме распоредот интересен. Исто така, ај кога сме кај игрите, на крај ќе отвориме за да стигнеме до тоа сега што го преш ова десно од тебе, што е board game-от. Ми спомна дека и Magic the Gathering, ја таа игра не ја знаев пред ти да ми ја кажеш и сега отворив, не ми изгледаше многу привлечно, како Yu-Gi-Oh карти нешто ми изгледаше или ако си слушам за Yu-Gi-Oh, да. Yu-Gi-Oh карти имав. И гледав Yu-Gi-Oh. Да. Значи Magic е постар од Yu-Gi-Oh, Magic е првот. Значи нели Yu-Gi-Oh брат ми е опседнат со Yu-Gi-Oh сега. Collectible card games ги викаат тој тип на игри. Собираш карти, карти нели имаат илустрации и правила на нив, од пакетчиња како сликички, не знаеш што ќе се падне. Значи кога купаш пакетче, кошто X пари не е битно, ти се паѓаат некои карти, со нив склопуваш ти шпил. Значи треба да ги склопиш некако. Во шпил има правила како треба, на пример за Magic мора да биде минимум. Ти играше дигитално таа? Не постоеше дигитално јас кога постав. После играв и дигитално, ама кога почнав да играм Magic јас немаше дигитална верзија. Да, во Goblin друштвени игри, тоа не беше хава, значи не може да те васнам. Јас излезав од дома, одев во Goblin, во Буњаковец, да отвара во 8 и после 8 искачавме преку лето зборам кога бевме нели млади, искачавме не парк, пијачка, вака така, ама во везно, значи попладне кога ќе пушташе сонцето преку лето, во везно Goblin, не се ни јавував по другари. Знам дека таму ќе дојдат, ќе се сретнеме и после ќе продолжиме, нема шутка. Така да, во живо и мене мора признам дека во живо ми е
јакото наводница кажам. Значи дигитално многу играв и дигитално си имам и надпреваруване Тоа во ми други спомна. дигитални игри. Дека на светско првенство дури си бил да... Да, светско беше во живо. Да, тоа Тоа е во живо? Да, сега, да. И која е поентата? Еве исто Да. тоа го немам укапирано исто. Мислам Значи- ги памтам некој од Yu-Gi-Oh картите, не знам Yu-Gi-Oh може сигурно Yu-Gi-Oh. Не, игра, ама се играше во Goblin. Значи, јас тој период играв Magic, Magic од 93-та, првата така collectible card game, нели, купуваш пакетче што ќе се случи правиш пил по некој правило. И мора да признам најдолго ранинг, пошто искача многу и се гаса. Имаат супер тим што ги прави новите карти, излегуваат 1000 нови карти годишно можеби. Последниве години почнаа да се За кој збориме спојуваат сега? за Magic, За да. Magic. Почнаа да се спојуваат со популарни IP. Пример, сега искочи претходната недела Marvel Super Heroes set. И сега во Magic може да игра со Marvel Super Heroes, што сигурно ги знаеш некако. Значи дури да не читаш стрипови, да не си во тој свет, си видел филм, знаеш кој Iron Man, Spider-Man, Thor и така натаму, така да ти ги ставија, Lord of the Rings ги имаше, Final Fantasy, не знам што, Street Fighter ги имаше Godzilla карти, така да ги внесуваат некако IP да се привлечат луѓе. Stranger Things имаше карти, тоа беше Stranger Things, беше качено кога искочија. А самите правила на игра не се менуваат, значи толку се интересно направени што секоја партија е различна, базирана на кои карти јас сум одлучил да ги ставам во шпилот и кои карти ти си одлучил да ги ставиш во шпилот. Правилото на играта се ние сме двајца магионичари, имаме шпил карти, тоа е нашата книга на знаење, од неа црпиме енергија за да играме суштества, маги и други тркатанци. Имаме 20 живот во наводници и мојата цела е твојот живот да го донесам до 0, твојата цела мојот живот да го донесам до 0. Кој прв така направи победува. Тоа се правилото на играта, вака многу Најпрост. абстрактно, да. Сега сите карти има некој правило. Значи секоја карта има колку прави демидж, колку треба за да умре. Има некој абилити што ви кога ќе се случи, ова ќе се случи, лечи У карти, Yu-Gi имаш напони исто се некој живот. главни као тој црвениот змеј обелиск, тие беа Имаше тие зезнати. легендарни карти, да, и тука Легендарни. има исто легендарни карти, секако да, од некој приказни се тоа. И кога почна Magic, они паралелно како ги правеа механиките на играта, измислува и свет ниве. Значи свет како фантазиски свет, како Lord of the Rings, ала мислам не е тоа, ама како таков цел свет што е многу голем и дури они го направија, го земаа тој модел што го прави Marvel, повеќе универзуми има во тој свет и секоја година се легува по 2 или 3 универзуми нови, некојаш и 4 се случуваше, нови универзуми со нови карти, нови раси, нови луѓе, нови конфликти што се случуваат, што не беше најинтересно приказната, пошто доаѓа со книги, може да се купат книгите, да читаш приказната, што беше фантастично напишано, се уште тоа се случува, ама сега се само дигитални, не ги принтаат веќе. Излегува нови карти и сега ја и ти играме Magic, овие карти постојат и сме дошли од некој момент на задоволство, окей, ова е тоа, овие се картите, знам како ќе се одвија партијата, малце и стагнација некоја. И оп, излегуваат 300 нови карти, све тоа го менуваат, пошто сега И треба да се картите прилагодуваш. што беа без врска не се игра, заради оваа нова карта и комбинацијата со оваа нова карта стануваат појаки, поразлични и сушно се случуваше како на секој 3 месеца нова игра да ми излегува. А правилата ги знам цело време, само нови алатки ми дава за да осмеам мојот начин на игра. И тоа не беше невидимо тоа, фантастично, че јас не знам што да кажам, значи онака не ми се веруваш. Кога прв пат дознав, онака викам што е ова, као секој 3 месеца е нова година буквално. Значи тоа и за тоа многу време, јас мислам дека Колку време играш? 20 години може би играв Magic. Да, значи бешме 2016 на светското во Ротердам. Goblin ако постои сега 25 години, 15 години активно и после уште една-две, така скоро 20 години имам игра на Magic. Мислам, не дека не играм сега, ако седнеме некој извади шпил, ај ќе играм, важи супер, нема гале. Ама не сум обседнато доволен, не сум толку компетитивен, не се спремам за турнири, не се такмичам. Значи ние се такмичавме бајаги, зашто така влеговме. Не знам како, пошто тоа Македонија беше онака никој не знаеше на мапа каде. Од првата година Goblin друштвени игри успеа да станат партнери со издавачите на играта и да добиеме квалификација за светско првенство. И од првата година кога можеше Goblin тоа да го прави, Македонија имаше тим на светско првенство. Се додека Ти еднаш беше форматот така? на светско првенство не го дизолва. Јас бев еднашка, да, се квалификував 2 пати. Само првиот пат кога се квалификував бев студент на факултет и светско беше во Америка
и немав никаква финансија да стигнам, многу ми беше криво, ама немаше шанси тоа си го дозволил. После тоа бев веќе професионалец, работев, така да и се квалификувавме, дури на светско кога бевме тогаш 2016 во Роттердам, стигнавме до топ 16, практично четврт финале, само така губивме таму топ 16, изгубивме топ 16 од Австралија. И добивме исто и голема парична награда, пошто стигнавме до многу добар пласман, од не знам колку земји се, 20, 60, не знам колку тоа не се сеќавам. Така да Во топ 8 значи стигнавте. Меѓу 8. Не, изгубивме топ 16, да. Ако победавме ќе се по топ 8, тоа веќе беше друга категорија, тоа ќе беше славие, немаше дома се прибереме 3 дена. Не беше ни за малце, знаев дека ќе изгубиме, пошто претходниот ден се сретнавме со Австралија во турнирот, така да знаевме што играат и знаевме дека ние многу тешко ги победиме. Така да тоа се случи, али пак ги требавме фаворитите од Америка. Америка се сегаш фаворити, така на тоа светско, да, дури има на YouTube видео и Канада оди беа фаворити и ги победивме Канада на имаат фичер мечи, значи играме карти, нели, звучи досадно, ама луѓе што сакаат стварно да гледаат, интересно име. И на секој голем турнир имате на голема сцена каде што сите што играат им ги снимаат со оверхед камери масите и од позади има луѓе што ностоп гледаат во картата и пренесуваат во системот и буквално имаш пренос што имаш во рака ми гледаат, може тука видиш што ќе направам така натаму. И мора признам дека малце така скери трема мала, пошто не знам, навикна си да играш ти на масичка сам, никој не те гледа како ќе играш, никој не ти критикува потезите, а денеска цел интер може да ти критикува потезите дека си направил некоја глупост и малце има некоја тежина. Али многу добро предавме на фичер меч ги требавме Канада, тоа беше многу голем успех, значи да не беше кеф и полу. Тимот колку луѓе игра кажа? Зависи од форматите, ние во моментот кога бевме на тоа светско, беше тим од 4, од кои што 3 играат, а еден е као коуч. Сега исто и светското има разни подформати во Magic, може да се игра со вакви правила, онакви правила и се менуваат, се игра повеќе денови, и се менува форматите и требаше секогаш да бидат различен сет на тројца, така да се менуваше коучот цело време. Еднашка бев јас коуч, еднашка друг беше и коучот му дозволуваат, играме 3 маси едно до друго вака ние, против друга држава 3 маси едно до друго. И коучот се шета буквално на накво столче со текалца. Чекай, маса face to face еден тројца, еден. Да. Значи 3 различни партии се, ништо не се мешаме, ама тука сме лево десно се консултираме, види вака ово, морам признам ние имавме голем пренос пошто никој не разбираше. Може да се збориме на македонски, немаше гајле, а тие мора да се крие вака. Не е српски пат цел све да се разбира. Вака не се крие, не ги слушаме што се случува, за не, пошто голем дел од играта во Magic е картите ти се варака и противникот не знае што имаш. Значи ти да прави стратегијата без тој да знае, и тоа многу голем дел стратегијата во Magic, така да за тие работи како ова го имам направам вака такви работи. И беше многу добро тимско искуство, мислам. Најчесто индивидуални игри и квалификациите за светско беа тотално индивидуални. Имаше 4 квалификацијски турнири, секој победник одеше. Или 3 беа и последниот што имаше најголем рейтинг, пошто има рейтинг во Magic на светско ниво како во тенис. Онаков elo рейтинг се вика, како ATP листа. Да. И имаме на светско ниво има рейтинг, така да највисоко рангираниот во државата секогаш беше капитенот на тимот, а сите други тројца требаше да се квалификуваат на квалификацијски турнири. И така да имаше 3 квалификацијски турнири кои што игравме индивидуално, јас го победив едниот, други играч го победи другиот, после и третиот, и после сите заедно бевме тим Македонија што настапуваше на светско. Многу добро искуство. Брат, сега ми иде да ставиме камериве на маса, да извадиме шпил и да ми покажеш за играта веќе од толку зборе за Wargames, знаеш, веќе влегов тотално у друг универзум. Magic до, нели, тоа корнисување на кариерата со светско, цело време игравме на Балканот. Значи идевме многу блиско со сите балкански тимови во Грција, често идевме на турнири во Софија, идевме на турнири до Атина, патувавме, низ свет патувавме, сме иделе Рим, Фиренца, Јапан, така натаму кои имало поголеми турнири. И баш многу беше јако кога бевме на светско во Роттердам, доевме нела дена претходно, едно 10 дена претходно. Ние, тимот од Бугарија и тимот од Србија, за да вежбаме заедно. И сите имавме 3 станчиња земјани со Роттердам, се собиравме кај едни станчи и буквално беше по 10-12 сати играње, пробување, размислување, ова ќе имаат, она ќе имаат, праќање стратегии. Беше многу стратешка игра. Значи Magic е екстремно стратешка игра. И многу јако искуство беше од тоа. Сега те враќам назад у кариерата, завршуваш факултет, пошто има предобри работи, работиш во Нордеус, исто така работиш на ќе ми помогнеш фудбал менеджер, Top 11, извини, веќе отидов у Board Games на Top 11. Како изгледа таму тие почетоци? Понатаму си еден од партнерите во Furious Avocado. Имате бестселер игра на App Store.
Значи има многу работи што треба сега да ги скоцкаме. Како е да изгледаше таа, ме интересира почетокот на кариерата твоја? Родеус искочи од многу од никаде, не ми се веруваше дури на муабет. Значи јас после факултет се вработив веднаш, Сивус беше првото место, после тоа сменив почнав тие офшор фирми да доаѓаат во Македонија, сменив неколку. Така супер идеше, работев на enterprise системи за големи фирми, мали фирми, не е битно, мобилни апликации, сервери, што и да е. И бев многу инволвиран во Java, како технологија и се дружевме. Значи, млад човек, што ќе правиме после работа, пијачка, луѓе што сме Java ентузијасти, нешто ќе збориме за технологијата, искуство од работа, ќе се поделиме, се дружиме така дали. И некој ми каже еден пријател таму ми се вика, еве, ќе доаѓа Nordeus, прават видеоигри, ќе отварат фирми што е како хаш не се знае сега спрема канцелари и све. Прават програмери, ме викна сака да дам како реферал. Викам да супер, игри, викам ја цел живот играм, сакам да правам игри, некако нема муабет. И влегов од Nordeus, бевме на почеток многу малку, бевме тројца, постанавме 5 управата година и така многу споро раставме, што би мислел дека беше исто супер. И како дел од искуството дека ги места тука канцелариите, бевме повеќе месеци кај нив, Србија. Таму живеевме и работевме во многу канцелариите. И тогаш сватив дека Они се српска фирма 100%, така? Они се 100% српска фирма, тројца српски партнери кои што имаат работено многу паметни, интелектуални, супер студенти. После електрофакултетот, како им се вика во Србија, имаат отидено во Microsoft во Данска имаат работено. И таму се имаат сретнато со македонецот Маријан Петровски, сегаше што Петковски, Маријан, нема везе, се извинувам, не сме се биле името му го заборав, презимено му го заборав. Заедно имаат работено. И така дојде на идеја да отворат канцеларија во Македонија и Маријан биде човекот тука што ги води канцелариите, така. Он е партнер или тука само човек за тука им беше? Така детали немам појма, мислам дека не е партнер, ама не знам, пријатели многу добар пријател на кој што му веруваат 1000% и ептен се блиски, значи и да не е партнер како партнер има, значи ептен блиски. И прв пат ми покажа тоа, до тогаш сонував што може да биде. Значи работев во IT, се беше супер. IT од секогаш било супер. Ми покажа дека уствари, иако доаѓам од Македонија, сега е климаво малце, ама пак мислам дека не е за сите климаво, дека друга тема е може таа да е, може таа да е. Може таа да е. Соберам сила и овој. И кога отидов во Белград, не ми се веруваше кај стапнам. Значи беше, се сеќавам на Нови Белград, зградата на НЛБ, има цел спрат земен од НЛБ дирекцијата горе, пројах на вратата и беше го влагам во Сан Франциско. Значи не ми се веруваше, викам чекај на малце. Ова постои на Балканот. И тогаш уствари сватив дека од Македонија, Србија, блиску сме се, окей, понапред за нас со некои работи, ама блиску сме тука, ист народ сме, може да конкурираш и да бидеш исто добар како останатиот свет. До тогаш тоа не ми беше мене возможно. Не можев да го замислам дека е така. Значи ти земале голем ризик, тоа направиле, веројатно тоа го било во Microsoft, кога ишле во Данска, не знам. Така да А постари се они? Да, постари бајак, мислам. И тоа што постари од мене, не знам точно колку, ама дефинитивно постари. Сега се помла. Да. Нели се продадува за 300 милиони, сега може се подмладени. Уште работа, некој, да. И како Брайан Џонсон и они. Да, ќе се клонира. Како се вика, влегуваш таму и беше world class буквално. Значи таков им беше менталитетот, само најмуваме world class луѓе, им даваме се што може да им треба за да бидат максимално креативни и да го прават тоа што го сакаат. Сите луѓе што ги сретнав таму сакаат да прават видеоигри, има пасија дали за фудбал, да за нешто друго што работевме. Млади беа, амбициозни, екстремно паметни и до ден денес јас сум се уште во контакти, се дружам со многу од тие луѓе и станам многу добри пријатели. Некој од нив се, например, еден поблиските што ми е пријатели, моментално е гейм директор на Clash Royale во Supercell. Clash Royale, не знам Supercell да сте чуле, да, значи Clash Royale е ултра мега гига хит. Па најпозната можда. Не сум сигурен како им котира со Clash of Clans, на таа им беше исто многу голема. Ама он е General Manager the Game Director, не знам како има титулата, значи он е одговорен за играта. Значи искочи од Nordeus, од не од Белград, од некој друго помало градче во Србија беше, значи кој stepping stone беше и не искусено такво нешто. Значи да не правам дека нели финансиски сфера не беа супер поготоа за тоа време не беше откачено. Ама имаше некои и каприцни
benefits, ама на вистина помага само на игри да мислиш да правиш игри да само на тоа да Ми работиш. спомна дека пиво увезувале на пример, Има специјално за вас. некое специјално, да, значи на мислам ЦТО-то сега дека беше, му се свига некој пиво, не знам кај во Америка на конференција, го пробал, тоа го сакал да го има и специјално имаше отворена фирма или најмана фирма што ќе увезува од Србија само за Нордиус тоа пиво. Имаше органски славли што го правеа секој се бајле, имаше готвач што имаше некој шведска маса во холод со балечка дојсна појада која сака све. Луѓе се шетаа по папучи и по тренеки, беше тоа сосема нормално, значи не беше корпорат околина воопшто. На зидовите се пишуваше, се играше фудбал, значи буквално не беше чудно, седнеме на составна конференција, дојде некој со пиво. Значи ти кажеш чекај бе како на работа се пиеш пиво. Ама нема врска, не дека ќе си спијане, си тебе одговорни, не омуват. Ама ги правеше луѓето слободни да го прават тоа што го сакаат. И направи мега хит игра, значи преку 10 години има Топ 11 не застанува. Уште терата? Уште тера тоа, да, уште тера тоа. Така тие 3 месеци таму беа онака програм, не ми се верува што се случува. И Ти работеше конкретно на Топ 11? Така искочи, да. Прво кога беше, мора признам, не сум фан на фудбал и кога беа вработувањето кога правевме со Марија, викам, окей, све кул, ја знам фирмата дека вози Топ 11, тоа има продуктот, викам, мора признам, не би работел викам на фудбал, пошто прва немам појма ништо за деталите за како се води фудбалски тим и како треба да се бидеш менаџер. Кога да, нема га, ама крај искочи дека да, ќе работиме ние македонскиот тим. Во тој период беа многу популарни Facebook игри. Facebook игри газа, значи имаше Texas Hold'em, Фармата, Farmville. значи имам луѓе што губеа година на факултет со Фармата, значи тоа беше вика учители за цабале. На Фармата бев многу јак. Вика брат, да морам да ги соберам, не можев да учам за колоквиум. Артичока тоаш научиш. Да, Фармата искина. И тоа полено почна таму. Ама исто има многу Леле Facebook игри стварно кој време. Тоа мора да дам рука исто, ептен беа пред времето, сватија дека веројатно Facebook ќе умре. И јас кога дојдов се префрла од Facebook, го вадија Топ 11, значи уште постоеше верзијата, се сигурно не постои. И ја правеа mobile first, значи нативно за iPhone и Android. Што тоа беше невидено од 2014 тоа, значи не беа iPhone 4 било тоа. Според телефоните, значи не можа да ги возат тие работи. И тоа го прави во Unity Game Engine, не знам дали сте чули, тоа е популарен енџин за правење игри, поготово за мобилни, оптимизиран за мобилни. И цела технологија портаа на тоа. И влеговме како испомаш на тој проект, тоа траеше како редизајнот на Топ 11 технички, беше се менја некои правила. И ни дадо како проблем, окей, вие мора да го решите, само моментално кога се игра фудбалска утакмица, само ги пишува highlights. Овој подаде, овој даде гол, се случи црвен картон, не се гледа. Луѓе сакаат да гледаат фудбал, тоа е фудбал. Напред да се гледа фудбал. Абе како на овие телефони според се кај ќе ставаме вестички лекција, ќе направите. И ни требаше време. Година, можеби 2 не требаше да направиме. Да се оптимизира до толку. Да се гледа утакмицата, са не цела, фала Богу, пошто ќе биде досадно, ама акциите да се гледаат, дури тие што се неуспешни да не сте играчот, додека трае утакмица, не бидат само текст. Се беа крукчиња, да, тоа беа лимитациите на уредите, тогаш мора бидат дводимензионални, разговари и гледавме крукчиња со бројки. Ама пак изгледаше игра фудбал крукчиња да се движеа кога да ти покажа некоја визуализација на утакмица. И успеавме, значи имавме некои многу стари телефони што не беа како бенчмарк, онака телефони стари 3 или 4 години. Мора на овој да работи, пошто имаме волку играчи, HTC Hero One мислам се викаше, тој со таква топченце беше. HTC дека тоа беше популарен телефон. Да, HTC беа бумот, HTC T-Mobile има партнерство и првите телефони беа HTC Android беа. И вика HTC Hero One баш така се каже. Има многу играчи у Бразил. Таму е послаба економијата, немаат iPhone, вика тие, не, имаат HTC Hero, мора да им работи вика на ефирата, не може да пуштам нова верзија и играчите што ми играат да ги исклучам. И беа големи проблеми, навистина, значи бидевме, учевме знаење, тако и математички многу работи, компресиравме многу ствари кои што викаш ти. Се исто многу беше битно да не се скреше било тоа што постои сега, пошто бизнисот си работи. Да не смениме кора на играта само заради лимитациите. А брат, на што мислиш, извини што ќе те прекинам, на што се должеше тоа што ми рече успеавме, направивме, на кој енџин у фирмата, на кој лидер у фирмата, нешто, често такви некои работи ги занимаат. Не знам, не може да идентификувам така нешто како сингл да го пинпоинтам. Значи спој на се, квалитет, талент, пробував, слобода. Да, значи талентот беше out of this world. Пошто значи многу пробувате, не сум работел, да. нема муавет. Мојата беше дека правев нешто што не постои и пробував многу. Буквално она го викам фрлавме шпагети на зид и гледавме што ќе залепи. И имавме многу верзии што само вака ги фрлавме. Истражувавме многу други игри што прават и беше јас и уште еден од фирмата од Македонија и многу од Србија бевме заедно
Има еден годишен настан се вика Game Developers Conference, GDC, се случува во Сан Франциско секоја година, кога се собираат од целата гейм девелопер индустрија. Значи не луѓето што ги има што ги смислуваат наративите, ама намерно девелоперите, програмерите, артистите, техничките артисти. И на еден ток, на еден говор бевме со пријателот и спомна, не беше поврзано со тоа што нас може да ни помогне, ама спомна некои ресурси што тогаш немавме ние пристап. И на пијачка после малку молба со нив сменивме контакти вака така бага преме и ни дадоа некоја насока каде да се движиме. И после тоа инволвираше купување неколку книги, читање, инспирирање од тоа, модифицирање за нашиот случај и буквално гледање Sims, значи не знам Sims видеоигра да се играше симулација на луѓе како што прават. Се сретнавме со еден од главните девелопери на Sims. Уште постои стамиони или? Мислам дека да. Ја се сеќавам кога мали сестра ми играше, ама технолошки проблем не беше нас, не беше нас гейм дизајн проблем, или знаевме што играте, не беше технолошки проблем. И ни пушти некоја насока, ни кажа видете го да ваѓа година Sims кодот, кога најдете го има на интернет, прочитате го. Беше во C, не беше компатибилен со тоа што го правиме. Ние го разбавме што е, разбавме кај се оптимизациите што ги прават и пробавме да споиме неколку техники и многу добро работеа. Работеа. И ни требаше некој време тоа го направиме и кога имавме тоа решение, тоа беше само почетокот. Ама тоа беше само почетокот, после тоа се утепавме од работење да изгледа на фудбал. Значи ние имавме решение како тоа ќе работи на телефонот и ќе изгледа природно и ќе може да тоа што сакаме ние да го постигне вештачката интелигенција. Ама после тоа да изгледа природно играње на фудбал, нели пасови, па лажњаци, па не знам што е така да е. После тоа го правевме понатаму, што мора признам не е толку инволвиран во тоа, пошто фудбалскиот дел ми беше слаба страна, почнав во архитектурата работев јас. И кога искочи редизајнот на Top Eleven прв пат кога се појави повторно на мобилни телефони, беше со 2D Live Match. И многу беше како, значи тоа беше голема славија ептен и Моринјо им беше тоа заштитна фаца. Мислам дека уште има, можда не сум сигурен, ама беше Моринјо, значи имаше реклами со Моринјо, неверојатно беше кога седи го игра тоа ништо го правев. Колку го плаќа, знаеш? Не знам тие работи, ама сигурно многу за Моринјо, фала Богу, али многу години се работува со него, така да сигурно него му било кеф, не е дека само за кеш го прават тоа. Али беше пак, не сум фан на фудбал, ама знаев кој е Моринјо држи рака нешто што јас и мојот тим го правевме, тоа ми беше онака неверојатно. Се майндблоу. Што се случува, да. И тоа ме инспирираше, сега ми даде надеж дека ќе можам и јас. Значи претходно не знаев дека можам и јас. Знаем дека ми иде технологија, сакам игри, ги разбирам игрите, им навигувам подлабоко, пробам да сватам зашто се така од луѓето направени во игрите, ама никогаш не беше реално дека јас може ќе бидам тој што ќе прави игра и ќе пласира на светски пазар. И Nordeus прво ми направи многу големи пријателства, многу ме научи, ми отвори многу конекции на светот и ти викам, ми даде дозвола на некој начин да одам и да пробам да се пласирам на светскиот пазар. И јас го напуштив Nordeus Скопје после 2 години со таа идеја. Викам, дечки, супер направивме све, сите да сакам, ама не ми се мене кеј спортски игри, јас други игри сакам да правам, баш одеше компанија на некои други спортски игри. Имаат неколку после тоа искочено. Викам, сакам да правам јас, да правам Nordeus 2. Почетоците секако не дека да таму ги стигнеме. И за тоа го напуштив Nordeus, бидејќи сакав и знаев дека морам да се фокусирам комплетно на тоа. Не можев да го правам после работа, креативно ми истоштуваше. Не дека ми истоштуваше, ама целата креативност ја давав на работа. Значи така ми беше типот на работа. И не после пробав неколку недели така, ама ќе не може, не уморен сум, не ми се размислува, сакам да пијам пиво, сваш, не ми се прави ништо. И викам, окей, имам некоја заштита, можам да не работам, ајде да пробуваме, ќе правам игри. Сега тука беше исто нивното, ќе правам игри, не може само да правиш игри. Ти треба не можеш, прва работа ти треба барем со некој да збориш за работите, пошто сигурно од прво не ти текнуваат од добри работи. Значи нема тоа не верувам дека некој направи нешто интересно и забавно, ова ми текна 100% ќе забавно, нема шанс. Дури во друштвени игри, било што сум правил креативно. Ама после тоа ти требаат и други роли. Значи јас го покривав делот со програмирање. Треба звук, треба 2D анимации, треба 3D анимации, треба 2D арт, треба 3D модели. Треба сервери, треба после тоа други работи што не ги гледав, треба комјунити менаџер, некој да им одговара на коментарите, кој ќе има проблем да им дава рефанс или што е да е. Па треба некој економијата вистинска финансии да ги работи, треба се поврзе со ад провайдерите да ги хендла сметките. Многу. Почнав по пријатели тука, ајде дечки заедно правиме вака така, ама повеќе да работеа. Многу голем дел беа во Nordeus, мислам тоа што сакам да направиме. И пробавме неколку месеци, после работа или викенди, ама не едеше спора вече, викам окей, изгледа треба, викам сите да се фокусираме
на ова 100%, дали сте спремни? Не сме. Добро, викам, ве чекам кој ќе бидете, јас идам пак во IT. И пак се врати работа фриленс, мобилни апликации, сервиски апликации, тука искочи после тоа нека година и ангажманот со Шефилд, сега Јорк, така да и тоа ми земаше време, спремање часови, програми, правењето предмети и програми е најголемиот дел, ствари предавањето многу мал дел од самиот предмет, значи доаѓам, предавам и тоа таму, претходно спремањето на материјалите, проектите, оценувањето, тоа многу време зема. И така тоа тераше до 2019 лето, есен беше, цело време сум со контакт со луѓето, случај, ние што сме пријателите, што цело време ги крчкав јас да работиме заедно, и сега сме спремни да напуштиме, правиме ние нешто наше. Ајде, викам, значи, обвезно викам, мора, викам, кога како, се договараме, кога ги напуштате, ајде истераме година, почињеме од 2020 свежи. Од понеделник. Викам, нема гајле, од понеделник, баш така беше. Викам, ај не од први, ајде, викам, не од први, од 15 ги почнеме, важи, они беа до нова година, која беа договорите. Се договоривме што сакаме да направиме, ние од секогаш имавме со еден пријател мој Наум Михајловски. Од секогаш имавме една идеја на игра. Тој исто го знам од Goblin, by the way. Значи од Goblin друштвени игри го знам, некако дојде во Нордеус. Се од таму, значи се од таму, тој е кругот. Почетокот и крајот. Мало, како се вика, мало е Скопје и таму сите сме почнали, пошто единственото место и се уште единственото место за хобисти како нас, така таму се среќававме. И многу години имавме идеја за игра што сакам да направиме. Викам, окей, ајде ќе ставиме на папир, ќе почнеме да бараме издавачи, зашто е игра што мидкор се вика тој жанр, као топ 11. Што игра што Мидкор, да. Ни требаат играчи, Мидкор е се тип на играчи што ќе играат играта барам секој ден доста време. Значи, кога секој ден има нешто што ќе доаѓаат да го играат, ќе ги влече играта, не е кад адиктив. Па да, во топ 11 тоа беше многу природно направено, секој ден имаше една утакмица барам. И ако ништо друго ќе се упалиш колку утакмица за да изиграш, да дадеш нели команди како смети, може да остеш. Нема проблем, значи не дека мораш. Ама луѓето што го играат играта бидејќи сакаат да играат, ќе се палат. Во играта ќе играат. Така не е кога чекам ред у банка или така, него не, ова точно знае се случува во 5 саат денеска и тогаш ќе се упалиш. Кај да си ќе дирне што се случува. Тоа ги тие мидкор играчи, не се хардкор играчи, не се фул геймери, ама мидкор играчи ги викаат. И големината на играта, скопот беше бај голем. Значи ние имавме спланирано дека ни треба сигурно барем една година да направиме. Немавме доволно финансии никој да се покриеме со плата на вониците, да не земаме таа една година и баравме издавач. Се јавивме на пријател од Нордеус. Дечки вака, ако може, ова не е нас пичот. Важи, ќе ја поминам да најдете издавачи, имавме буквално. Работеше, не сум сигурен, бизнес девелопмент, мислам сега што релето дека беше во Нордеус, после да се отвори свој консалтинг фирма, Никола Чавиć се вика од Србија, со него не пробувавме него, тој не зема како клиенти ни бараш издавачи све. Али седевме, ништо не правевме. И кај ние ќе си бараме издавачи и Наум имаше порано работено во Crazy Labs, тоа е еден издавач од Израел. И вика кај нас има представништво. Има кај нас представништво, за тоа има работено кај нас. Порано си вика Таптил правеа подетски игри, не подетски, но детски игри, такви детски бебешки, такви прости игри. Али после се смениле, ја не знам во тој момент. И вика и до стојам супер работев таму као дека работев таму, ги познам луѓето, со супер контакти сум, да пробаме да видиме, може ќе сака самата фирма да ни издаде или да инвестира во нас. И го вида пичот, како супер ви е кул пичот, ама вика не е тоа нешто го правиме, ние правиме hyper casual игри. Што се hyper casual игри, нема појма, не играме hyper casual игри ние. Ни објаснија вака и вака игри што чекаш уред. Значи буквално сесија трае до минута, не ги плаќаат луѓето за да ги симнат, најчесто монетизираат со реклами. Направени се за целата популација. Може да игра бабати, мајкати и може да игра геймерот. Кога сите може да играат. Дали сакаат, исто така процесот на hyper casual игри издавање е многу интересен. Не се прави никогаш целата игра пред да се тестира пазарот. Така многу мал сегмент од играта се прави, се пуштаат реклами со геймплеот да видат, да измерат колку луѓе би дошле назад во играта да играат. И после тоа се одлучува дали ќе оди понатаму. Што беше некоја fail fast филозофија, што мене ми од секогаш таа сум имал и работев обичен софтвер fail fast филозофија, и тоа значи дека ќе не заштети многу залудно потрошено време. Значи, например, вашата мидкор играта, ние може да работиме година дена и да биде ништо И да биде ништо. Да. И ни звучеше интересно, докато чекавме, пошто преговорите со потенцијални инвеститори трае, они прават еден due diligence, се зрекаваме со овој вака така. Викаме што ќе семе, ќе пробаме, што имаме вез. И прво ни беше тешко да направиме hyper casual игра, пошто ја правевме премногу комплексна за нас.
И не знам, као имаше финти такви работи све и ни беше тоа тешко. Crazy Labs многу ни помогна, ни дава примери, пробувавме, сработувавме на нив да не опушта, не кажа што всушност се бара. И пробавме Они се издавачи и продуценти паралелно или? Да, и тоа. Значи, имаат еволвирано, али секогаш имаат значи, нивниот модел им доаѓа со игра, со идеја, може да биде од кај нив исто, ако доволно си близок со нив, така и после така соработувавме. Идејата тимот со кој што сработува со нив како издавач ја прави во некоја почетна верзија, се пуштат реклами да се види дали доаѓаат луѓе. Ако доаѓаат луѓе, после се прави нова верзија во која што тестираме дали луѓето ќе останат да играат уште неколку дена кога ќе влезат во играта и такви неколку тестови се прават поред. И во некој момент они викаат, окей, сега играва знаеме сигурно дека ќе биде профитабилна според нашите стратегии за маркетинг. Изволте продуцент, изволте нашите луѓе, ние например немавме човек за звук. Во Фирсова као никој не работеше звук, ни дава човек за звук, ни дава цел тим од маркетинг буџет све и они го превземаат тој дел, тогаш играта добиваше продуцент и тие ја издава. Така беше процесот, али претходно можеше играта да ја убијат во било кој момент. Првата игра ни убија на идеја, вака динг. Не рекаш што, ова не се прави. А кој го смислила за тај идеј? Тај идеј многу беше откачено, тај идеј не кефме да ја правиме. Значи имавме ние на други игра што правевме, други идеја за кои што ние бевме загреани. Ова беше се случи короната, да, иначе па да земавме канцелари, станче едно земавме во Заборам кога си го комплексот бивша фабрика што беше Алумина таму. Алумина. Да. Преска Алумина како беше. Не знам кога си го комплексот, но таму на станче земавме двособно, 6 бироа, донесовме од дома, монитори стојаме, купивме еден тепик само да синталон за неј, ги изгреваме паркетот па да плаќаме оштета после, кафемат од дома, не знам, бинбек, такои некои работи од Икеа, некои купи нешто мали ствари. 3 месеца дан корона отидовме дома и ништо си седеше да канцеларија една година и после само спакувавме, ставивме во гаражи и ништо не само бевме и се уште се full remote. И беше јуни, крај мај почеток на јуни беше. Веќе беше короната и почна луѓе не знаат што да прават дома и се појави тај dating тренд на TikTok. Сега во Crazy Labs имаше тим што ги следеше цело време трендовите, буквално скрола TikTok, гледа колку views има вака така, вика да бе случајот има некој тренд со прање мајци, вака ги виткаш некако у топче, ставаш ластици, нешто боја, ги ставаш на видите ги видеата и после искача мајца. Не знаеме како направиме игра, ама многу тренди, викам, даваме на словенци, ево ова направиме, не игра, вика ова не работеше добро, видите што може да направите. И се мислевме така, кај ние ќе правиме, значи 6 души што играме видео игри цел живот, кај ќе правиме ние со игра со мајци, нешто со боење, со такви работи што знаеме. И на науму текна некоја идеја, вака нека биде нивото. Еден колега, многу добар програмер Марио Лампов, он ја направи технологијата на разливање на боја, што работеше на тие кюмбе телефони што ги викам јас, така можевме да многу добро работеше, оптен супер беше. И ја на брзинка склопив некој game loop, го викаме тоа, кога палиш играта, ти се прави мајцата, ја бои, се случува нешто и на рандом ти ги менјаше шаблоните на мајца. Толку беше. Бела мајца, мислам дека една дрвена позадина, ставивме маса, нешто така беше. И за колку време тоа се пренапрема? Технологијава за раздавањето на бој беше најтешкото, не се сеќавам исто кога го правеше, може беше на 1-2-3 недели, а јас и нам буквално 2 дена склопивме таа иницијална верзија. И ја пуштивме на App Store, App Store рече, не, ова не е игра, не можеш да ја пуштиш, ништо немаш, дали си озбилен. И ја тука им продив мейл и ни кажа ти од Израел, од издавачите, вика, бе, се случи ова, сега мора нешто да додадеме, да ја смислиме. Што викам, чекај, викам, ќе им пишам еден мейл. Викам, сега прво, им пишам таму на мейл, дечки, извинете, ние сум мало студио од Скопје, не можеме да вложиме ресурси повеќе да правиме. Дај, молам, пуштете играва да видиме, да измериме, дали луѓе сака, па ќе направиме 100%, нема муавет. И ја пушти ја. Никој не му се веруваше, ја пушти ја, дозволи да се качи на App Store. И со таа верзија првично. Да, и буквално беше рандом, значи може да играш цело време една мајца. Значи имавме една мајца бела, ја виткаш, ставаш ластичиња, да. Ја таа верзија 100%, не, да не се видело. Ја брцкаш у вода, ја боиш со едни боечки, 7 бои дали имавме и после се отвара мајцата и толку. И пак нова мајца. И после интервјуто на Наум таа верзија имав симнато кај Иван кога беше. Да, веќе. Тоа имаш и нешто плюс нешто, може некој фьючерс нешто, имаш играта натака. Нешто да отклучуваш плюс нешто различно. Да, значи играта е комплетно голема целост игра, цело искуство да играш месец дена ако сега. Ама ова беше за првиот тест и мерат пуштаат реклама и мерат кој ќе дојде и ќе кликне да влезе да сними играта. И ја пуштивме и не се спремивме, отиде нема вези, ја пуштив, не знам, рецимо, додека бевме на работно време, си легнавме
И наре завали 5 сати ми звони телефон, наум ми звони, викам, што е брат, што се случи? Кога мислам дека лошо десило. Брат, гаси го тестот. Што? Ми се јави од Израел, играва кине, ломпре, ќе правам уват после, ама мора да побрзаме, пошто кинезите ја фатиле, ќе ископираат. И ја обуднило, викам, окей, ја тргам, да не може никој веќе да сними игра, ја тргам да не биде паблик. И се среќаваме нормално време, стануваме, што како, дечки играва, огромен број на луѓе ја снимаат и 100% ќе ја даја, нема што се зезаме се други, ајде правете, имате 2 недели. Како бе 2 недели? 2 недели имате, вика, кинезите ќе стигнат пред нас, кој прв ќе го фати пазарот, толку вика, не може после од една игра да го крадеш на друга слична игра, вика, нема зашто да. Добро, и тука лего, и Наоми Степ, тенисите све, значи бевме јас, како програмер, техничар, така дале, Марио Ампов исто, Наоми Бован Стојчевски го работи гейм дизајнот и имавме феноменален артист Томи Џуровски се вика и Дамјан Михајлов што црташе и имаше познавање на енџин кој што работевме технички артисти, ги викаме тие, тој работи со ефекти, со сенки, со шейдери, со финти, со да биде лудница да изгледа. И ја направивме за 2 недели. Многу беше откачено и докато траеше за 2 недели направивме првата верзија, значи не ова што е денеска. Ја пуштивме и не се веруваше колку добро тргна све. Значи имаше во август, ја пуштивме прво кога се пушти игра, не се пушта на цел свет. Има една фаза дека soft launch од некои земји што не се главните земји потрошувачи, се пушта како проба, како демек да ја видат, па ќе измериш него ствари и во принцип требаат 3, 4, 5 дена нела да седи во тај soft launch фаза. 2-3 сата да левевме soft launch фаза. Ние онака беше како окей, добро, супер иде, нема гајде, утре пуштаме worldwide, ја пуштиме на 1 јули 2020 се сеќавам кој дата. И експлодира. Значи имаше по 1 милион нови даунлоди на ден. Тоа беше неверојатно, баш се сеќавам во август. И гледавме бројките, не се веруваше 1.200.000, 1.300.000, викам како е ова можно се. И најголемиот проблем беше што него сетивме, пошто беше корона, седевме дома, гледав тоа што мавра бев тоа со жена ми. И гледавме само бројки, не евме тука да се гуснеме, а си брат да си извикаме, све беше се гледавме пред камера, така тоа многу ми криво што така се случи, тоа беше без врска. И после продолживме, после таа прва верзија, на секој 2 недели вадевме нова верзија со нови фичери, ги тестиравме, пуштавме 2 различни верзии, начесто или 3, едни играчи гледаат ова како опција, други ова трета, и после гледавме кои најдобри метрики ни дава, многу анализиравме, многу беше датабейс, така сите акции на играчи да се пратеа, анализиравме како што прават и да знаеме во која насока треба да тераме играта. И сите нови верзии на Tidey беа многу внимателно изанализирани и така се градеше играта, дата driven ептен дизајн не беше. Така крај стигна до 200 милиони даунлоди лани 2025 мисля кој немам веќе пристап до вистински податоци, ова е само работи што ги покажуваат големите, бројки како 200 милиони е голем бројка и уште до денес не ме тоа веројатно. И многу јако искуство, многу супер беше. Така да голема тангента ми случи, прашањето оние има идејата дека ова е тренди, нешто треба да се случи, ама Furious Avocado ја направи тај да е трендот во видеоигра, во кој што ќе сака играчот да се враќа повторно, да игра подолго, повеќе и така натаму. Да. Андруша, колку време има? 9%. Можеш да ја провериш и таман сме ше. Да. Чим пишува 39%, значи имаме уште 2-13. Така, да. 15. На ризик е 20. Да, Словано. Веќе чим кој не слуша саат и 15 минути, мислам дека заслужува да те види во кадар, така што не се секири. Нашо ми остави впечаток, наум кога го слушав, сега околу 200 милиони симнувања, сега некој вака би рекол сигурно милиарди се упрашања и слично. И тоа прв пат тоаш го слушнав и нешто плуснуваш на таа тема, да ми кажеш дека всушност бизнис моделот тука е ти например 200 милиони ти заработуваш преку рекламите кои ги сервира играта и дека многу е мал маргината, многу е мала маржата од која заработуваш, кога ти треба 1.000.000 евра реклами за не знам, за тие суми не можам да ги зборам сега, многу големи суми беа. Така да има супер заработувачка, ние делевме со таа заработувачка со издавачот, значи пак тие ги внесува буџетот. Кои се тие дилови или тоа не се збори? Па не сум сигурен како има сега статусот да не им кажам, не знам дали се уште сработува, не е нешто што али беше супер фер и добар за двете страни. Значи фер фантастичен за двете страни беше, немаше молба, да. Значи се беше окей. Мора признам дека во тој момент во индустријата кога зборевме со други луѓе после кога навлегов, мислам дека бајаги добар дел сме имале, така да веројатно персоналната врска на Наум со издавачи знаеле дека е
супер човек и дека ќе има добар тим, мислам дека таков добар дил не направила. После тоа имаше малце болји дилови, пошто тај идеја беше успех и се прави други дилови сега, имавме некој мал leverage. Али да, моделот на hyper casual игри, значи кога седеш на Sony да играш игра, купаш игра, даваш пари, не знам, 5, 60, 70, 30, 40 долари колку идеја да играш игра, hyper casual, за да биде пристапна за сите, секогаш е бесплатно. Значи никогаш не треба платиш за да донадираш. И играта ти сервира реклами. Ти сервира неколку типови на реклами, секогаш има банерче доле што ето мора да има банерче доле нешто да така не беше. А како се врзани тие реклами, преку што ето, преку Google? Повеќе ad провайдери на реклами има постојат, на Google AdSense, тогаш дознав имаше едно Supersonic се викаше, самиот Unity Engine има свој, Facebook/Meta има свој, TikTok. И сите влегуваат во твојата апликација или не? Ако ја правиш сам, да, сите. Мислам, ако правиш сам, бираш кој како што, нели? Ама една работа што се нуда Crazy Labs, он има еден SDK се вика, нивна библиотека што интегриравме ние во нашата игра, што се интегрираше со сите можни ad провайдери и они го менаџираат тоа. Значи ние само буквално играме библиотека дај ми реклама и во позадината одеш и гледаш окей на Facebook рекламата ми е скапа, сега ќе ја земам од Google AdSense и сигурно други повеќе науки позадина, тоа што ние не ги разбиравме, али сите можни ad провайдери беа интегрирани. И исто така не секој ќе даше рекламата, они си има разни параметри според однесувањето на играчот, дали и кога ќе се сервира рекламата. Јас викам на оваа точка од геймплејот можно да се сервира реклама, дали имаш, ако имаш ќе мора да покажам, продолжи, да ако изгледа. немаш не, да. Сега имаше тие најдосадните што сите ги неќеш, што е денес ќе се појави рекламата. Значи играш, денес ќе се појави рекламата, се нервираш. Тие и си игравме со тие бројки, цело време тие си игра и не си игравме со тие бројки, кој е некој sweet spot за да некој мора да се изнервира, ама сега некој мора да гледа рекламата за да бидеме профитабилни. Али најинтересните реклами што тај да е многу добро ги интегрираше се rewarded videos, ги вика rewarded ads, каде што му давам опција на играчот, слушај, ти давам нешто во играта, ама сигурно ќе гледаш реклама, значи тоа му го пишува на копчето и тој доброволно треба да стисне на копчето и технички ми плаќа мене наместо со пари со 30 секунди на неговото време. Ама одлучил дека тоа ќе го направи. И не се љутат. Значи не ми сервираш реклама, ми се ме прекинало моментов јавка, нека не, јас сакам ова да го добиам и јас те викам ворете, дај ми реклама и тие ги интеграв на многу клучни делови во играта што им даваше инсентив на играчите да сакаат това да направат. И тај идеја беше цел монетизацијски систем беше со овие 3 типа на реклами во тај идеја, добри 2 години и при крајот баш пред да го напуштам јас фрилансерот пред да искочам од таму, метнавме еден идна purchase со вистински пари да тие некој да купи да се отстранат рекламите. Не знам колку беше $2 или $3, значи купуваш one time purchase за кој да е што снимува играта. One time да еднашка доаѓа си ја купува, ad free се вика и од сега понатаму иста играта, ништо не добиваш плюс, ама нема никакви реклами, нити банерот доле, нити тие што те прекинуваат и сите работи што биле претходно стисни копче за гледа реклама за да ти го дам, само го стискаш и го добиваш, тоа е тоа. Тоа беше успешно исто? Не сум сигурен колку беше успешно, мора признам. Ние мислевме како играчи или како сопственици на игрите и така натаму, цело време ги буткавме Crazy Labs, пошто со нив цело време во комуникација околу монетизацијата. Слушате, ad free да ставиме remove ads, 100% ги направиме многу кеш дечки, али има тие друга перспектива. Прво беше дека во Кина не сме и на purchase да има, така да ќе изгубевме Кина, ќе требаше да државаме друга скрос верзија за Кина. Кина беше некој интересен пазар што носеше профит. И ги анализира однесувањето на играчите, демографијата и сметаа дека нема всушност толку многу луѓе тоа да го направат, а пак е нешто што може да ги одврати од играње на играта, пошто е многу важно да не им личи дека играта е комплексна, пошто ќе се избегаат. Ако не отворат играта и им покажеме поп-ап дечки, може ако сакаш да им платиш $2 да не гледаш реклами. Тоа име тумач. Може да не продолжи со играта, кој што треба да плаќам бега ќе избришам, пошто имам милион други игри. Пазаров е и тогаш беше сатуриран, сега е колку се вадат така, ако се вадат 10.000 board games, ваму се вадат сигурно 10 милиони. Не знам, значи тоа не знам што се беше тоа. И тогаш беше онака искача на остоп, неверојатно беше. И така они цело време бутка да не се случи тоа до после тие 2 години, кога веќе падна профитот. Значи исто многу откачено на hyper casual игри имаат некој животен век од 3 до 6 месеци, можеби година и после тоа паѓа профитот, не се исплати веќе, таа маржа станува негативна дури. Тај идеја уште работи. Значи уште на пазарот, уште работи тие 2 години. И се гасат после? Престануваат да работат на user acquisition, престануваат да пуштат реклами, некој ако е најде на App Store, ќе ја сними, ама на App Store да најдеш онака нешто погрешка не се случува. Значи App Store-от е
тешко discoverable, имаш топ 10 листа и 5 од тие топ 10 се Supercell. Знаеш, Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach, тој да е таму. Fruit Ninja. Да, уште се тие, неверојатно е тоа, значи 10-15 години тоа се нема смена, така discoverability на App Store е многу тешко и затоа се вложува многу во маркетинг за реквизиција. Сега маржата е многу мала, да. Значи ние мериме колку пари се дава на реклами за да дојдат корисници и колку тие корисници би дале нас профит од гледањето реклами. Што значи мало? Неколку проценти? Да. Центи. Да, значи центи по корисник, да. Значи зборам проценти у разликата. Процент разлика, не сум сигурен за колку било што, ама вака за многу компетитив е тоа, многу е апсолутна вредност од корисник заработуваш центи. Значи од сега корисник заработуваш центи, за тоа си иде на толкав волумен. Значи таа hypercash лига ако нема неколку милиони, 1, 2, 3 до 5, нема на hypercash. Без тоа Unicorn ги викаат тие продукти како еднорог, не постои, понекад ќе го видиш, Unicorn продукти имаат толку големи како стартап како тај дој. Така, Unicorn стартап е така, искочи нешто како тај дој. Многу откачено што повторно потврди дека не само што ќе знаев дека можеби или можам многу да се ме дае таа храброст, ќе можеш од Македонија или од Балканот да успееш да отидеш на светски пазар, успеавме на светски пазар. Значи луѓето од Нордис дури ни честитаа после тоа што работеа колеги, дечки скинавте, браво, Оливера, видите што направивте као ви тегне така натаму. Така да тоа исто ми дае некој кураж да сватам дека од сега понатаму, после нели фирусот како приказната, ако работам нешто, ќе работам на игри што јас сакам да ги правам и можам да успеам. Не ми треба некој бекап, ќе морам да идам на 9 to 5, да работам за некој клиент што и тоа ми беше мене фантастично интересна работа. Значи било кој проблем што ќе ми се дае, ми е интересно да го решам. Ама да креираш некој твој продукт што ќе искочи и ќе го играат луѓе и генерации понатаму и така дале, ќе се забавуваат, ќе им даде забава у лошиот ден или додека чекаат уреди, додека се водат у воз. Тоа е магијата. Мене ми исполнува, мора признам ми исполнува, да. Зашо реши да излезеш? Повеќе фактори беа, најмногу додека се случуваше светот со тај да станав татко на многу сладка керкичка Леа и дое периодот кога требаше жена ме се врати до породилна, треба најдеме нели некој да чува, градинка, јас и такви работи, родителите ни се млади на нас, никој не беше у пензија. И дое момент кога пазарот на hypercasual стана бајги сатуриран, беше доста тешко, ние имавме издадено до тој момент 3 игри, тај да и уште 2 игри после тоа. И мора признам, малце бев ја самиот заситен од hypercasual пазарот, али се уште беше најдобрата бизнис одлука за компанијата во тој момент. Значи компанијата сигурно ќе продолжи hypercasual пазарот. Мене беше доста, пошто правевме, првото играше тај правење мајци, второто играше Candle Craft со на класиката на лате, така се врти ко дрво што резбавме свеки, за муштери што бараат типови на свеки. Третата беше ко hair salon, се викаше baby hairs, правевме некои фризури и такви роди, да бе све работи што продаваа, затоа ги правевме. Ама не бе кеф, мене лично како играч. И многу ми беше јако да се понавреме со кричката и затоа искочив тогаш. Значи тоа беше и паметно си направил. Тоа беше тоа. Можев, не, воопшто не. Можев и така едно време пробав, викам ајде ќе пробам малце повеќе со неа, пак навечер така натаму, ти кажа, значи не може кога ти исто што може да се дели на 100 страни. За креативна работа е многу тешко. Сега исто пробам, некако го менаџирам, ама тоа ми беше исто многу тешко и после 2022 октомври направив паузата и после мислам прво лето наредната година веќе се договоривме дека искочам скоро, нема поента да и нив да ги држам. Си работеа супер, си ватера. Не се гледаше натака таму. Да. Мислам, се уште сме пријатели, уште комуницирам не вчера зборав со Нау, например, нема муабет, само не сега фокусирам на друго, значи ми беше другото побитно моментот. И повторно ќе кажам, не го гледав тоа како крај. Значи беше излегувам се од фирусова када, ама имам не храбро, кураж, не знам како кажам, имам волја, conviction дека можам пак ова да го повторам. И ќе повторам некој ден. Не се чувствувам стар, ја малце не сум долго стар. Не се чувствувам стар и се осеќам дека се чувствувам дека можам да го повторам барем со пријател правевме, викам у мене можам викам сигурно ще еден старт да го направам. Можда 2, а можда и 3, викам, не се знае, викам од текот на животот ќе видиме. Се ова десно од тебе е нешто ново? Ова е старото ствар. Ова е старото, ама ќе биде нова, затоа не можам многу детали да давам, просто уште не сме. Може да го покажеш вака на камера да го гледа. Да. Се гледа вака? Да. Ова е Monsters on Board, ова е дизајн на мене
како се споменав Александар Микич глумецот и Самуел Петрески, кој е еден од собствениците на Goblin друштвени игри. Пишува доле. Да, доле не пишува, тука сме сите, да. Многу јако изгледа. И може да го видам јас? Да, слободно. И не знам дали некој гледаче знае, Самуел Петрески беше член на Чиста околина, една популарна македонска рап група. А цртачот, доле го пишува Д Мичо, е Михајло Димитриевски од Битола, познат како Д Мичо. Така да ова е комплетно македонски продукт, ние тројца македонски дизајнери, тој е цртач, сето се некој работи in progress, тоа се нови ствари под нив. Слободно има кесички некои со делчиња извади. Да, тие може доле ги стави само. Топ секрет. Па не е толку секрет, не е нешто специјално, ама тие се in progress, тоа се така принтер на домашен принтер, али било која кесичка со делчиња може да отвориш, така да тие миниатурки да ги покажеш. Како да и ова е издаде исто македонска издавачка куќа што се вика Final Frontier Games, која на жал од лани не постојат. Има и шпил нешто? Да, има карти, има дол, има табли, има колички, исто едни големи пластични колички доле. Многу добро изгледа и е покомплексно него што изгледа, ама Мичо се надмина тука, Птен Фрајски ја направи. Тоа е гениално. Но многу добро. Искочи ова ова искочи преку краудфандинг на Kickstarter процес. 2020 беше, мислам, Kickstarterот и 22 искочи на пазар, тогаш беше готова. 22 искочи 100%, не знам кога беше 2020-2021 Kickstarter кампањата. И се распродаде. Сега не е голем тираж, пак 5000 копии беа. Значи, знам дека на луѓе не им звучи многу, ама во бордгейм светот 5000 копии да се распродадат одма. 5000 тоа? Да, пред да влезе во дистрибуција, ваше пред да влезе во дистрибуција се распродаде. Како одеше сейлот? Е фантастично број, кој одеше преку Kickstarter платформа, краудфандинг платформа, сега постојат и други за тоа краудфандинг викаме, инаку прво беше само Kickstarter и Indiegogo, ама немаше игри на тоа толку многу. Ние имавме идејата, ние направивме играта, имавме наши прототипи со наши компоненти направено. Ги познававме издавачите Final Frontier Games исто од Скопје, им придовме на нив и рековме, ја покажавме, супер игра дечки, подпишавме со нив, тие да ја доработуваат, тие го најмија Мичо, најмија странски пишувачи на рулбуци, професионалци што пишуваат правила и така технички документи. Го работеа маркетингот и ја пласира играта на Kickstarter. Ја покажа, бара волку пари за да се случи играта пред да се испринта, значи која идеја постои, само постои прототип. И на Kickstarter, целиот концепт на Kickstarter ти доаѓа со идеја или продуктот не е скроз готов, бараш фандинг, има таму гол колку пари ти треба минимум да го направиш и имаш награди што им ги даваш на луѓето за тоа што ќе те поддржат. Во бордгейм светот наградата е играта. Значи технички купуваш играта сега за поевтина цена и се прави за 1-2 години после да добиваш. Значи ги поддржуваш луѓето нова идеја за играта да направат. Интересно. Не е цел бордгейм свет така, значи има издавачи што само имаат идеја, си ја принтат во фабрика и стигат така да малите и дозволи инди издавачи да летат на сцената. И е многу популарен тој краудфандинг бизнес модел, нешто што планирам јас да го реплицирам сега наредна година. Супер пројде на како се вика на Kickstarter. Викам се распродаде пред да стигне дури во Goblin друштво, значи еден од собствениците на Goblin немаше ваа продавница, се распродаде играта. И така да се размислуваме нешто друго да правиме со неа повторно да искочи пак на пазарот. Или има некој токсика ствари таму. Тоа е парт 2. Изгледа, да. Сега за нека остане на тоа нека да. Чекам да го дзирнам. Се случија интересни настани почна лани да се случуваат. Но ми е каква екипа сте споени за ова. Да. Некако како не се веќе, значи глумец, ја програмер и музичар. И цртач, да. И сите се дружиме, рапер, да, и се дружиме само го знаме 25 години. Board games call next people. Да. Така да, лани се случија, нажалост, во бордгейм светот, пошто физички продукт најчесто се печати во Кина, со тарифите, многу фирми банкротираа, меѓу кои Final Frontier Games мораше да затвори, не можеше да ги исполни обврски према луѓето, премногу беа, така натаму. Така да малце се прочистија издавачите, што е и лоша работа, ама отвори бизнес шанса што прво на некој начин да навигирам и да влезам во тој дел од друштвените игри.
Иво, сега во овој момент полека ќе почнеме да се одјавуваме Ајде, ради ајде. тајмингот. Фала ти многу што доја. Фала Искрено ти, ептен уживав и баш ми е кеф што имам ваква платформа и што после 3 години луѓе како тебе гостуваат тука. Некако за мене тоа си лично си успех, што вакви некои теми реални искачат. Надам дека и ти добро си пројде. Ептен, Дека ти се да ти свиеше. кажам прави свија, био направо повторно, да кажам, да, мислам се многу правиме добро ова. што- Да, мислам дека малце ни е иначе сме сат и пол, сат и 31 минута до сега, што реално пролета за секунда. Лета. И ќе направиме и парт 2 обавезно и секоја честна душка што Надам, ќе препорача. со новости, се надам новости. да ти кажам право, да. И верувам дека кај тебе ќе има доста новости, Да. така што ќе има ова е само warm up некој. Фала Гледам ти. дека не носиш саат. Не. Не носиш никош сати? Носев многу, од кои имам деца не носам, само да признам, значи имам некој такви докса, некој такви механички си Значи сакам ентузијаст така? Не, птен, ама од мал да ми бе интересно. Освен моите спонзори Божиновски ќе добиеш Лонжин. О, не го Поклон, очекував. тоа е некоја торбица Лонжин. Тоа е за тебе. Тоа Фала е ти. фирма која ме поддржува мене Фала ти и многу. го поддржува што го правам ја, Cool. што не е лесно да го поддржиш Ова ме да, браво. ова браво. сегмент. Фала ти. И тоа е за тебе, баш ме радува што си по сати, мисля дека тотално не си ликам, а од чим имаш. Да, од кои имам деца, ти кажам право ги чечка ги правя све така да ги тргам, од некоја сигурно. Thank you шенаш многу, Оди ми тебе што е одбележува битно 3 годишнина. честито за 3 годишнина, браво дека го тераш и го правиш, ал ти вера треба многу истрено за било што се прави во животот, така да браво што наоѓаш секој ден мотивација да продолжиш. Фала ти многу. Сега сам да се заблагодарам на сите што не гледате 131 минута и 40 секунди до овој момент. Тоа е тоа за овој епизод. До следно гледање, пријатно.